Ахтем Сейдблаев е театарски актер и филмски режисер од Крим. Тој во Варшава го прикажува својот филм Хајтарма, што значи враќање на татарски јазик. И тата, и мама. И татко ми и мајка ми биле депортирани како деца. И некои спомени, особено на мајка ми, стана епизоди за филмот. Ахтем вели дека советските власти не им дале доволно време на луѓето да ги спакуваат своите работи. Добро видома фраза во која... Нашите луѓе добро ја знаат фразата 15 минути за собирање на вашите работи. Што може да направи жена со 5 деца, чиј сопруг е на фронтот, во редовите на советска армија. Слична приказна има и активистот Али Малиев. Неговата баба Нијар тогаш имала 18 години. За 2 дни до депортација пришли 2 НКВД-сти. 2 дена пред депортацијата, двајца офицери на Советската внатрешна безбедност дошле, како што објасниле да направат попис на населението. Снимале кој живее, каков имот има, а прабаба ми ги хранела дури и со супа. Истите војници дошле 2 дена подоцна среде ноќ да го депортираат моето семејство. Повеќе од 200.000 кримски татари биле депортирани од Кримскиот полуостров во првите 3 дена од 18 мај 1944 година, кога Јосиф Сталин ја издал наредбата. За статистикую највеќе радијански... Според статистичките податоци, дури и во советските, во 40-тите имало само еден кримски татар на територијата на самиот полуостров Крим, од повеќе од 230.000 луѓе, кои живееле таму на почетокот на војната. Советските власти официјално ја објаснија депортацијата како колективна казна за, како што тврдеа, соработката на некои кримски татари со нацистичка Германија. Огромното мнозинство беше испратено во Узбекистан. Тобто це люди, які... Тоа биле луѓе кои немале официјална вина. Се сметале за административно казнети. Оние кои биле уапсени за време на депортацијата и обвинети за соработка, главно заминале во Сибир. Дури во 1989 година, како дел од периодот на реформи и отвореност, Советите ја призна одлуката како нелегална и на кримските татари им беше дозволено да се вратат дома. Меѓу оние кои се вратиле било и семејството на членот на Светскиот конгрес на кримските татари во Полска Недим Усеинов. Коли можна було масово повертатися, ми перше, що зробили... Првото нешто што направиле моите баба и дедо ја продале куќата во Узбекстан. Мајка ми се откажала од работата и имала висока позиција во голема државна фабрика. Сите ова го оставиле без да размислат за последиците и се вратиле на Крим. Претходно секој 18 мај кримските татари се собираа на меморијален митинг во Симферопол. Последниот ваков настан се случи во 2013 година пред Русија да го анектира полуостровот. Ниту Ахтем, Недим, ниту Алим не биле на Крим. Нивните активности засега го прават опасно враќањето дома, но сите имаат роднини кои одбиле да го напуштат полуостровот. Тие велат дека еднаш ја изгубиле татковината и сега ќе чекаат на Крим додека Украина се обнови.